поздрав, драги мои, добродојдовте во уште едно моје ново видео. Денес, ова видео ќе биде како една мала исповест во врска со моето снимање, па да започнеме. Искрено, од кога почнам да снимам, се чувствувам така некако поодговорно, дека нели секој ден треба да ставиш видео, треба да смислиш идеја за тоа видео, што ќе снимаш, како ќе се одвива снимањето, на кој начин ќе се снима. И сето тоа бара навистина голем труд, бара многу време и внимание. Не е сеедно што ќе снимиш и што ќе објавиш, треба да си различен, луѓето да им биде интересно додека те гледаат, да сакаат да те гледаат. Јас овие неколку дена немав снимено ништо заради мојата здравствена состојба. Значи се разболев лошо, ме фати некој вирус, имам температура, не се чувствувам најдобро, но се чувствувам секој пат недоволно одговорна, имам грижи на собес кога нема да објавам видео. Се чувствувам како да си запоставувам работата и си го запоставувам сонот кој сакам да си го остварам. Овој период навистина ми се случуваат некои работи кои и не се толку лесни и едноставни. Ми треба малку повеќе внимание и фокус да им обрнам, како би можела да ги средам, а истовремено и да снимам. Реално тие две работи не идат заедно. Кога во животот ни се случуваат некои работи, дефинитивно треба да си посветиме време на сами себе и на нив како би можеле да ги средиме, додека пак примарните работи што се околу нас би морале да ги запоставиме, така кажано. Јас овој период можеби нема да бидам доволно присутна овде со видеа и со снимање, додека не ги решам некои работи, заради тоа што стварно треба да бидам фокусирана додека ги решавам тие некои проблеми, животни проблеми. И верувам дека колку побрзо би успеала да ги решам тие некои работи, дека толку побрзо и поквалитетни видеа ќе можам да ставам, порасположена ќе бидам самата јас, повеќе идеи ќе имам на ум за што би снимала. Имам нешто на ум што сакам да го направам. Од почетокот на јануари до крајот на јануари да снимам еден влогмас, тоа да биде мојот прв влогмас. Сакам да посветам време и на тоа, да седнам убаво, да размислам, да размозгам што ќе снимам, што сакам да има, да биде интересно. Овој 30 дена челендж што го поминав, искрено сум задоволна со прегледи, сум задоволна со лајкови, сум задоволна со субскрајбери. За месец и пол дена од снимање, скоро 300 субскрајбери, тоа е навистина феноменално за мене. Јас сум благодарна и среќна заради тие работи. За некои се тие ситни работи, но за мене се навистина големи работи. Сакам да направам еден преубав влогмас, каде дефинитивно уште од денес би почнала секој ден да правам план што би снимала. Сакам да успеам да склопам и некое патување во влогмасот, како би било сето тоа поинтересно, зашто што е сврхата уствари на снимањето? Да комуницираме со луѓето, но колку повеќе патуваме и сме на различни локации, толку повеќе прегледи има, толку поубави видеа излегуваат, толку поразличен е контентот. А кога снимаме само во едно исто место, сето тоа е веќе видено, сето тоа веќе е слушнато, си го снимал денес, утре го снимаш пак. И не е сеедно во домашна атмосфера да наоѓаш секој ден различна тема за снимање. Мене навистина овие посебно неколку дена како сум и болна, толку ми е тешко да дојдам до било каква идеја за снимање, немоќна сум, едноставно сум немоќна дури ни да излезам, да се прошетам, па да снимам како некоја дебата, како разговарам на некоја тема со вас. Но не е тоа, јас знам дека можам многу повеќе и сакам многу повеќе и сакам да го направам овој канал да биде совршен. Значи, апсолутно да биде совршен, еден ден да се гордеам на своите успеси и на својот канал. Секој човек во животот има мотивација во себе за некои работи што сака да се случат. Јас, например, самата себе, пред да наполнам 18 години, сум се гледала како девојче кое на више остварено во својата работа, така кажано па финансиски слободна,
си го живее својот живот, го живее оној живот да биде фризерка, да има свој дукијан, така натаму, но секогаш животот не ги носи работите малце на поинаков начин, па еве на своите 24 години се уште сум дома, немам никаква работа, бидејќи здравствено сум ограничена со тоа, се одлучив да снимам и сакам, навистина сакам да успее ова мој труд, ова мое залагање со овој канал, еден ден да кажам ти благодарам Господе, беше тешко, но вредеше. Јас се надевам, имам некоја надеж во мене дека сето тоа еден ден ќе се случи и сите желби ќе ми бидат исполнети, иако јас немам многу желби, јас имам малку желби, но вредни. Зошто го снимам ова видео? Го снимам ова видео за, како што кажав на почетокот, како една мала исповест, дека јас и нема да можам да снимам секој ден, како претходно, бидејќи кажав дека имам некои работи, некои фрки во животот кои моментално ми се присутни и јас навистина морам да се дадам 100% од се од себе, да се посветам на тие проблеми и работи, да ги решам што е можда побрзо, да најдам чаре, да најдам решение за нив, како би можела да се посветам максимално на овој мој канал. Пред да го објавам првото видео на YouTube, размислував може едни добри година дена, дали воопшто да објавам видео на YouTube. Од кога го објавив првото видео, па се до ова видео денес, јас кога нема да ставам видео, се чувствувам неодговорно. Неодговорно. 3-4 дена немам ставено видео, а јас веќе се чувствувам дека сум направила фатална грешка од не знам какви си размери и дека тоа не сме да се случува. Да, не сме да се случува, но мислам дека е многу подобро кога со вас би била искрена и би кажала што поточно мене моментално ме кочи, ми е проблем и така натаму, и зошто јас не снимам и како би се одвивале понатаму видеата. Во овој период додека сум, малце во некоја проблематична еуфорија, дури решам све, ќе се трудам да објавувам видеа, секако дека нема да бидат волку чести како досега, но јас ќе се трудам, секое можно слободно време што ќе го најдам да го одвојам за снимање на видеа. Моето извинување и искупување за цела ова ситуација ќе биде едномесечниот влогмас, цел јануари, мојот прв влогмас, бидејќи помислив дали да биде декември, дали да биде јануари, па си реков да си дадам малце повеќе време, можеби и до крајот до декември нема да успеам да решам се, но кога веќе ќе ветам нешто, тоа 100% ќе го остварам. Јас сум човек кој се стои за својот збор и секогаш го исполнува своето ветување. И го одбрав јануари како убав период за влогмас, бидејќи јануари е најубавиот месец во целата година. Тука е нова година, тука се Божик, Бадник, празници еден куп, затоа реков сакам да успеам да склопам и некое патување, новогодишно патување, како би било се уште повеќе и повеќе совршено, доколку би немало патување, ќе го заменам со нешто друго, иако не може да замени патувањето, не може да се замени со ништо, но сепак тоа е игра на мисли, игра на соништа и нивни остварувања. Па да не ја должам многу, се што имав да ви кажам беше ова. Се надевам дека ќе имате големо разбирање и дека поддршката која ми ја давате, ќе ми ја давате и понатаму. Додека ме нема, навистина сакам да ги гледате сите видеа кои ми се досега постирани. Лайк, шер, субскрайб, тоа се 3 секунди работа. Лайк, шер, субскрайб и завршена приказна. Вас не ве кошта ништо, а мене ми предонесува многу и ме прави премногу среќна. Нормално, доколку не ви се допаѓаат видеата, јас не можам да ме терам зорле да ги гледате, но секој еден кој сака да ги гледа, нека продолжи да ги гледа. Јас кога некого сакам и по 10 пати гледам едно видео и тоа не ми е проблем, бидејќи ми е занимљиво, ми е интересно, ми го потполнува времето. И гледам дека не реагирате на тоа кога велам оставете ми во коментар. Гледате доста луѓе ви има тука во прегледи, а нема коментари и нема лајкови. Ба јас ќе ве замолам,
доколку може тоа да се смени, да ми оставате ваши коментари, да ми оставате лајкови, тоа значи премногу за мене и за мојот канал. Ви благодарам на разбирање. Сега одам да се напијам едно чајче, зашто ме боли грлото опасно, да се опушта малку, да земам да го склопам и скоцкам ова видео да ви го ставам, да гледате. Се гледаме во наредното видео, не знам кога, а до тогаш останете ми во добро здравје, со добри мисли, нека ви започне, мене веќе ми е започнато да некоја новогодишна еуфорија, кај да ја пак ќе почнем и да китам дома. Следно видео верувам дека ќе биде тоа како китам, бидејќи јас секоја година китам многу порано, па така да можеби следно видео да биде тоа, можеби да ми искрсне нешто друго порано, да снимам нешто друго, не е битно, ви ветувам дека нема да го оставам така и дека за сето ова едно големо извини ќе ви дадам со новогодишниот влогмас. Останете ми во добро расположение, лайк, шер, субскрайб, се гледаме. Ве сакам!